Петта плоча. Молчејќи стоеа и во гората гледаа. Кедровите ги гледаа. На висината им се восхитуваа. Во гората гледаа на горските чистинки. Широк пат тука има по кој Хумбаба шета, со чекори горделиви и силни. Уредени се патиштата и патчињата, направени се патеки убави. Тие во брегот на кедровите гледаат, боговите кај што живеат, во широкиот свет храм на Божицата Ирнини. Пред храмот кедрови стојат во бујност красна. На патниците сенката на дрвјата им годи, со кликања полна. Под нив трнливо билје лази, меѓу мофта темни грмушки зеленеат. Цвеќе миризливо, повивки по кедровите се кријат. Двоен час одеа и втор и трет. Мачно им стана од патувањето, а патот стрмен. Хумбаба не го беа виделе ни чуле. Ноќ над гората се спушти, звездите се запалија, а тие легнаа да спијат. Рано наутро Енкиду пријателот го буди. Страшен сон сонив, пријателе. Двајцата како да стоевме пред врвот на гората, кога одеднаш највисокиот врв се урна. И низ ридот се стркала со трескот громовит и човек еден згмечи. Ние настрана летнавме како ситни полски мушички и назад на пат кон Урук се најдовме. Тогаш кралот на пријателот свој му рече: сонот што си го сонил добар е. Сонот што си го видел, пријателе мој, вонреден е, значење добро има. Тоа што виде врвот што се урна и друг човек згмечи, значи ќе го фатиме и убиеме Хумбаба. Во поле телото ќе го фрлиме и во првата зора дома ќе си се вратиме. 30 часа патуваа. Избројаа 30 часови. Пред богот на сонцето јама ископаа, кон Шамаш рацете ги кренаа. Гилгамеш се качи и на врвот од ископаната земја застана. Фрли жртвени зрна и рече: о брегу, сон донеси ни. На Енкиду дај му сон, возвишен Шамаш. Ладен ветер низ дрвјата помина, страшен виор доаѓаше. Гилгамеш на пријателот да легне му рече, и самиот до него прилегна. Се свитка пред бурата, како планинска ршт на ветар. На колена падна и ја потпре изморената глава на пријателот. Сон, како што смртните ги обзема, тешко врз Енкиду легна. На полноќ сонот го снема. Тој се исправи и на пријателот свој му рече: пријателе мој, дали ти ме викаше мене? Зошто сум буден? Да не ме допре? Зошто сум исплашен? Бог некој овдека да не помина. Зошто телото мое е папсано? Пријателе мој, пак сонував, а сонот што го видов страшен беше. Небото јачеше, а земјата со рик одговараше. Темни, буреносни облаци се надвиснуваа. Мрачно се собираа и натрупуваа. Светна москавица, оган во висина вивна. Облаците се повеќе се ширеа, како дожд паѓаше смртта. Уште еднаш светна и огнот се изгаси. Некој човек гром што го удри, пепел стана. Ајде понатаму. Меѓу кедровите ќе се посоветуваме. Гилгамеш уста отвори и на пријателот му рече: Енкиду, сонот твој добар е. Значењето му е радосно. Тешка борба ќе биде, но сепак Хумбаба ќе го убиеме. Мачно до врвот на брегот се качуваат, каде бујни кедрови куќата на боговите ја обкружуваат. Со заслепувачка белина свети светата кула на Божицата Ирнини. Тогаш се слушна страшно збивтање, а дрвјата зашумеа. Го виде Хумбаба сам како доаѓа. Шепите како на лав му беа, а телото со бронзени паринки покриено. На нозете јастребови канџи, на главата рогови од див бик, а опашот и плодилото со змиска глава завршуваа. Напред, Енкиду! Шамаш, богот на сонцето, живот нека ни подари. Стрелите своји ги испратија, копја на него фрлија, но назад стрелите се вратија. Неповреден тој остана. Сега тој пред нив застана. Со канџестите шепи Енкиду го зграби.
Тогаш кралот секирата ја крена, мртов Хумбаба на земјата падна. Потоа моќното тело в поле го одвлекоа, птиците да го исколуваат го фрлија. Главата со рогови настапја на Дена и како знак на победа со себе ја понесоа. Задоволни се качуваа кон брегот на боговите. Низ бујната кедрова гора на врвот стигнаа. Одеднаш од врвот глас се слушна, гласот на Ирнини се јави. Вратете се, свршено е вашето дело. Кон урук свртете ги чекорите ваши, градот ве очекува. На светиот рид, каде боговите живеат, смртник да пречекори не може. Оној што во лицето на боговите ќе погледне да умре мора. И се вратија назад, тие низ клисури, по патишта непроодни. Со лавови се бореа и кожата им ја земаа. На денот на полн месец во урук стапнаа. На дената на копје, Гилгамеш главата на Хумбаба ја носи.